Слушам Трајко Велјановски овие денови излегува упорно десо соопштение, десо изјава. Рената ни е координаторот на пратеничката група и јасно и гласно го кажавме нашиот став. Го повтараме, еве, повеќе од 7 месеци. Повеќе од 7 месеци. И безочно лажат. Викат, ама тајно опозицијата замолуваше да не се констатират оставките. Значи, прво ги објавивме. Ги верификуваа спротивно на нашата волја оставките. После ги депониравме на писмено оставките. Ако било тајно преговарање, ако ние сме молеле да не ги констатират оставките, зошто ја закажа седницата на 18 јули, јуни, ако не се лажам? Ја закаже и ја прекина. Ако имало договарање, не се закажува седницата. Бајги да му даде шанса на диалогот и преговорите. Се случи и 2 јули, еден обид за преговори не успеа. Од тогаш секој ден велиме оставките да се констатират на пратениците. И при тоа цело време испраќаше ултиматуми. 3 ултиматуми Трајко Велјановски досега им испратил, за да се вратиме во парламентот. И денеска повторно приказки расправаат пред народот. Со двотретинско мнозинство ќе ги констатирале оставките, па комисијата толку време и требаше да утврди дали тоа било оправдано или неоправдано, а оставките му се дадени, само треба да ги прочита. Но не знае после што ќе прави со тие оставки. Член 2 од Уставот на Република Македонија вели вака: граѓаните власта ја остваруваат преку демократски избрани представници. Демократски ли се избрани представниците во Република Македонија? Не се. Еден од доказите, кои што како документи постојат, а ќе биде објавен во соодветно обезбедени услови кои што ќе гарантираат успешност на тоа што ќе го правиме, е доказ во кој што министер вели: за нас овие избори се прашање на живот и смрт. Министер во врвот на власта. Еден од тие докази, од илјадници докази, го вели тоа. Што значи тоа? Дека за нив овие избори се прашање на живот и смрт. Тоа кажува се. Деталите ќе дојде времето и ќе ги видите. Системската партиска доминација мора да биде заменета со владење на правото и правната држава и да биде гарантирана еднаквоста на сите граѓани пред законот. Демократските избори, правото на слободна волја на граѓаните е врв на демократијата во секоја демократска земја. Од тука произлегуваат сите права, секако и обврски на власт. Ако тука се урнисани сите прави, нема ниту чест, ниту некакво право некој да владее со било која земја, така и со Македонија. Заради тоа, сакам да знаете, ние ќе обстоиме во нашите одлуки. Не заради тоа што имаме големина, заради тоа што веруваме дека нормална земја можеме да имаме, со достоинствен живот за сите граѓани, дека тоа зависи од нас дома, а не од некој од надвор, и дека тоа ќе го добиеме само ако се избориме. И оваа време бара борци. И оваа време ќе остане во историјата. Ве повикувам да не се преклучите и да не испише и денешната историја како се изборивме за нормална земја и достоинствен живот на нашите сограѓани.